Во тека извршниот одбор на владеачката СДСМ се носат одлуки за кандидати за градоначалници на предстојните локални избори. Таму е колешката Далиборка Дамјанска. Далиборка, има ли веќе официјални имиња кои ќе бидат кандидати? Се уште нема, Наташа, веќе час и половина заседава извршниот одбор. При влегувањето премиерот не сакаше да ни открие ниту едно име. Рече дека сите имиња треба да бидат потврдени од извршниот одбор. Тој само зборуваше за фазите како ќе се откриваат имињата на кандидатите. Не беа многу разговорливи ни самите кандидати кои вечерва дојдоа овде, освен директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој ни откри дека не поднел кандидатура во потребниот рок, иако беше кандидиран од општинскиот одбор. Костадин Костадинов, кој што е кандидат за градоначалник на Струмица, исто така не сакаше да открие ништо за своите очекувања, само кажа дека верува во одлуката на членството. Предлагам да ги чуеме накратко изјавите. Анализите се готови, така да денеска извршниот одбор ќе дискутира. Уште еднаш напоменувам, ние укажуваме до општинските организации кои што се конечни во одлуките преку општинските конференции како највисоки органи на локално ниво помеѓу два конгреси. Ние направивме неделата и анкетирање на нашето членство, затоа што имаме електронска евиденција и пристапност до сите, се изјаснија огромен процент од нашите членови, но тоа е само нашето членство, затоа што е мал број од вкупното граѓанство, затоа се доминантни анкетите од граѓаните и верувам дека го нудиме најдоброто за граѓаните. Најави председателот на партијата ќе имам извршен одбор и после состанокот. Јас немам поднесена кандидатура за битол. Од почетокот на мојата политичка кариера до сега, секогаш сум ја почитувал волјата на членовите на СДСМ, волјата на граѓаните, така да останува да видиме. Процесот на одлучување во СДСМ е многу јасен, транспарентен, така да останува да видиме на граѓанството. Вечерва е тука и директорката на инфективната клиника Милена Стевановиќ, за која дознаваме дека е фаворит за општина Центар. Тука е Горан Сугарески, кој што си даде оставка од функцијата во Царина и кој се кандидираше за градоначалник на Прилеп. Тој исто така не сакаше да зборува за своите очекувања, кажа дека ќе победи тој што ќе биде најдобар за општината. Вечерва се очекува да бидат кандидирани, како што кажа премиерот, и кандидати за некои од поголемите општини, иако официјално за сега нема ништо. Официјално е потврдена само кандидатурата на градоначалникот од Валандово, но неофицијално дознаваме дека уште неколкумина градоначалници ќе бидат исто така кандидирани. Тоа се градоначалниците на Ресен, на Крушево, на Бутел, на Богданци, Чашка, Василево, на Босилово, на Демиркапија, Кочани, Конче, Старо Нагоричане и Маврово Ростуше. Ние остануваме овде, се очекува изјава да даде председателот на СДСМ Зоран Заев за негде околу половина час. Доколку тоа се случи во текот на вестите, ќе побарам повторно вклучување.